нашето училиште, Свети Климент Охридски. Ден посветен на честување и потсетување на неговата съвременна порака. Тргај се од злото и прави добро. Свети Климент Охридски е најдаровитиот ученик на се словенските учители и браќа Кирил и Методи. Свети Климент се родил околу 840 година некаде во Македонија. Некои историчари сметаат дека се родил во Солун или во неговата околина, а тоа го поврзуваат со фактот дека уште како млад бил повикан од светите браќа Кирил и Методија во нивната мисија. Климент учествувал во преведувањето на светите богослужбени книги од грчки на црковнословенски јазик. Заедно со светите браќа отпатувал во Панонија и Моравија, каде живо учествувал во мисијата за ширење на христијанството на словенски јазик. Бил еден од истакнатите учители на учениците од Моравија и Панонија, кои се подготвувале за свештеници и ѓакони. По смртта на своите свети учители, под притисок на германските свештеници, заедно со другите ученици, Гораст, Наум, Сава и Ангелари од Моравија тргнале на југ. И потоа Климент дошол во Охридскиот крај, за да го шири христијанството на словенски јазик. Во Охрид развил голема црковна и просветителска дејност во целата поблиска и подалечна околина. Неуморно одел од село до село, од град до град и на разбирлив народен јазик го ширил христијанство. Бидејќи бил свесен за тоа, дека со својот жив говор може да допре само до своите слушатели, а не до целиот народ и генерациите што ќе дојдат по него. Тој основал универзитет во Охрид, прв од таков вид, не само на Балканот, туку и во целиот тогашен словенски свет. Низ оваа висока просветна богословска институција, во текот на 30 години, имало околу 3500 ученици. Никој никогаш не го видел Свети Климент да се одмара, туку напротив, постојано бил зафатен со работа. Не им ги покажувал буквите, на други им ја држал раката при пишувањето, а на трети им ја објаснувал длабоката смисла на напишаното. Честопат и вршил и две работи одеднаш. И деца учел, и книги пишувал, тој знаел, а и другите постојано ги учел. Дека мрзеливоста е мајка и учителка на секое зло. Особено настојувал да ја искорени мрзеливоста, да ги навикне луѓето на работа. Неговиот труд не останал без плод. Учениците негови напредували и во знаење и во добродетелен живот. Неговата слава се повеќе растела и гласот за овој голем духовник и проповедник се слушал надалеку. Затоа бил хиротонисен за прв епископ словенски. Се грижали за телесната храна на сиромашните, вдовиците и сираците. Напишал беседи на сите неделни и празнични денови, на прост и јасен јазик, така што секој можел да ги разбере вистините кои ги учел. Се трудел 50 години во извршувањето на Божјото дело и вршил чуда за време на земниот живот. После големиот труд и верната служба на Бога умрал во Охрид на 9 август 1916 година. Неговите мошти се чуваат во Охридската црква Свети Пантелеймон, денесен Плашин. Свети Климент е закрилник и патрон на македонскиот народ низ целата негова историја. Тој е патрон на Македонската просветна црква, на Македонската православна богословие и Богословскиот факултет, како и на голем број просветни и научни институции во нашата земја. На него се посветени и голем број новоизградени цркви и манастири во европските и прекуокеанските земји. Во чест на Свети Климент Охридски се доделува и државна награда за особени остварувања во воспитанието, образованието, културата, науката и здравството. Неговото име гордо го носи и нашето училиште, кој ги продолжува неговите просветителски дејности. Да ни е честит и за многу години патрониот празник на нашето училиште.
Колеги, повелете на еден спомен коктел во нашето училиште, сите се поканени. Благодариме